Повеќе тетовски населби се со руинирани улици, а тротоари нема, па и пешаците и возачите се соочуваат со небезбедно движење. Жителите кои живеат во овие населби велат дека кога за прв пат се поставила асфалт на овие јавни површини, истите не биле реконструирани, а камоли да се постави нова асфалтна база. Освен за поставеноста на оваа инфраструктура, општината, како што велат, не води грижа ниту за комуналната инфраструктура под овие улици, како канализација и слично. Улицава кај што живееме 50 години овде, ама улицава им пуѓе пране се дупке. Еве овде вода цеф имаше пукнато лани, го ископа и таа ќе го остави. Еве сами смо полнеле вчера да не ни иде земја наamo. Нига ми е, нига чиста, ете, имамо проблем, сами одонаму земамо вчера песок. Ги прашавме тамо, вика земите. Викам да се попуни, пројди во она прашина, све пепел е. Кој не иде, ни извор, ни ѓаво, овде никој не проаѓа. Има поплава, има тоа вода? Па има, канализација ми е само не се запушува. Свако она по 5 пути ќе викаш па да дојде да го отпуша. Добро. Највише имамо проблем со канализацијата. Ние смо ниско доле и не се запушува стално. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи вели дека улиците се реконструираат според приоритет, но одредени делови од градот никако да влезат во листата на приоритети. Такви се деловите односно населбите наспроти стариот градски стадион, населбата позади Стара пожарна, тротоарот долж улицата Борис Кидрич кој води кон спортскиот центар. Овој тротоар, иако е најфреквентен, односно најкористен од пешаците, никако да се реконструира. Градоначалничката Арифи вели дека бадиела тука да се трошат пари, кога општината има план таа улица да ја направи современ булевар. Додека за Борис Кидрич фактички имаме нарачено проект за реконструкција на цела улица, што ќе подразбира тротоари, улицата и осветлувањето. Инаку општина Тетово подолг период најавува дека улицата Борис Кидрич ќе стане булевар, а во меѓувреме за постојната сообраќајна инфраструктура никој не води грижа. Повремено само се крпат ударните дупки, најчесто пред избори. Повеќе катница во изградба на улицата Сретко Крстевски во Гостивар денес доби жолта лента со забрана за извршување на градежни работи. Општинскиот градежен инспекторат донел решение за стопирање на изградбата на зградата. Според изјавата на градоначалникот Арбен Таравари, за објектот немало дозвола за градење. Објект кој што се гради без дозвола. Ние бевме коректни, бидејќи сите тие што градат во Гостивар ги сметаме како инвеститори во нашиот град, па затоа коректно замоливме прво кога почна со градба да прекине додека не добие дозвола. Тој си продолжи со работа, ние направивме записник за уривање на тој објект. Најверојатно со поддршка од централната власт, односно од партијата која што е опозиција, албанската партија која што е опозиција тука, продолжува да гради и ние моравме денеска да интервенираме по закон и отидовме заедно со нашите инспектори, заедно со полициските служби од кои што побаравме поддршка, тие ни се приклучија, вака ќе продолжиме кон сите објекти кои што се градат без дозвола за градба. На изјавата на градоначалникот одговорија од Гостиварскиот огранок на Дуи. Надлежностите во урбанизмот ги има општината. Ниедна надлежност нема централната власт, ниту пак ние како партија. Градоначалникот намерно ги става во заблуда инвеститорите и манипулира со граѓаните, бидејќи не го запрел градењето на самиот почеток, а објектот почнал да се гради за време на неговиот мандат. Тој дозволил да се изградат неколку спрата и со месеци не преземал мерки. Испраќа многу лоша порака до потенцијалните инвеститори. Во иднина нема да не чуди ако не обвини нас и за неговата работа како лекар, затоа што од почетокот на мандатот не работи ништо друго, наведуваат од Дуи. Дали објектот чија градба е запрена ќе се урива, општинската власт засега не може да каже со точност. Две деца повредени во сообраќајна незгода која се случила вчера вечер на регионалниот пат Тетово-Јажинце пред влезот на тетовското село Глоѓи. Во незгодата учествувале две патнички моторни возила, Опел Астра со тетовски регистерски таблици управувано 34 годишник од Одри и Лада Нива исто така со тетовски таблици што го управувал 38 годишник од Глоѓи.
Двајцата сопатници од Астрата на возраст од 4 и 7 години пренесени се во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Извршени увити се утврдува причината за незгодата, околностите и се друго. Од Тетовската полиција информираат дека во рамките на континуираните сообраќајно-контролни активности, вчера на Тетовското подрачје посебен акцент им беше ставен на мотоциклистите, како и на брзината со која се движат возилата во и надвор од населено место. При тоа откриени се 2 прекршоци кои се однесуваат на мотоциклисти, необновена осигурителна полиса и немање на сообраќајна дозвола, а за кои биле изготвени исто толку прекршочни платни налози. Во овие активности исто така констатирани се и 16 пречекорувања на дозволената брзина, кои се санкционирани со мандатни платни налози. Покрај платни налози изготвени се и 13 писмени предупредувања, велат од СВР Тетово. Председателски избори 2019. Од денеска и официјално започнува кампањата за престојните председателски избори во земјава. Кандидатот на БЕСА и Алијансата за албанците Блери Река ја почнува кампањата од Скопје. Гордана Силјановска-Давкова, поддржана од ВМРО ДПМН, стартува од Охрид, а кандидатот зад кој застана владеачката коалиција, Стево Пендаровски, кампањата ја стартува од Прилеп. Од денеска до 19 април трае предизборната кампања, потоа е предизборниот молк, а изборите се на 21 април. За овие избори право на глас ќе имаат 1.808.131 граѓанин, а за гласање од диаспората се пријавиле 1.836 граѓани. Кандидатите потпиша кодекс за фер избори. Председателски избори 2019. Децата и учениците денес го одбележаа денот на шегата 1 април. Дечињата од детската градинка Младост кои престојуваат во објектот Тетекс се подготвиле за оваа прилика следејќи ги своите желби, а подпомогнати од креативните раце на нивните најблиски. Преправени во принцези, јунаци од цртаните филмови, ја ширеа смејата и радоста околу нив. Раско. Во што си денес маскиран? По Супермен. Јана. Во што си маскирана ти денес? Жара. Во Нинджа Жилка. А што славиме денес? 1 април. Денот на шегата? Денот на сега. Каја. Во што си маскирана ти? Во модерна вештерка. Детската градинка Младост од Тетово со различни активности секогаш ги одбележува важните датуми и празници. Децата беа облечени во разни нивни модели и костими, каде што можеа да во почеток да разговараат со воспитувачите, да им објаснат што е 1 април, зошто вака го одбележуваме и докаде е границата на лажењето, да не испадне утре кои веќе пораснат, да мислат дека така треба и посериозни работи да се лажат за 1 април. Децата беа радосни, ги покажаја своите маски, своите најмили херои кои ги имаат во цртаните филмови или во приказните, и заедно со учителките и организираја дефиле, каде што свите ги гледа и беа среќни. Што се активностите во градинката Тетекс? Што е со останатите објекти? Значи, свите објекти имаат своји планови за организирање на денот на 1 април. Годинава можеме да кажеме дека објектот Поток има активности со основното училиште Кикиш, каде што воедно основното училиште Кикиш ќе ги запознае со условите за, се знае, во септември запишување на првачиња и во тоа училиште.
За 1 април, светскиот ден на шегата, постојат повеќе теории, од кои ниту една веродостојно не го објаснува потеклото на овој ден. Меѓутоа, факт е дека многу народи и култури на почетокот на април го славеле денот или деновите на несериозност, што може би било поврзано и со заминувањето на зимата и доаѓањето на пролетта, а со тоа настапувало и повесело расположение. На 1 април традиционално градскиот плоштад е највеселото и најшареното место во Гостивар, а тоа секако е благодарение на големиот број маскирани радосни дечиња. Маскембалот ги собра сите мали гостиварци од градинките и од училиштата заедно. Се прошетаа како принцези, ликови од цртаните филмови, пеперутки, доктори самовили. Си кажуваа првоаприлски шеги и пеа песнички за денешниот ден. Во одбележувањето на денот на шегата се приклучи и Гостиварскиот совет на млади. Со поддршка на советот, група ученици од средното медицинско и од техничкото училиште им делеа храна и пијалоци на дечињата и ги цртаа на лицето со специјални бои. Денес е 1 април, сите го знаеме како денот на лагата и еден од најсретните денови за младите деца. Ние зедовме иницијатива како класа 2-2 во медицинското училиште, да излеземе денеска тука и да им понудиме на малите деца јадење што ги имаме направено сами дома и со помош и нашата класна раководителка и директорот. За децата маскирањето е она што го прави 1 април најинтересен. За возрастните пак тоа се првоаприлските лаги, штосови и трикови, кои ги прават со домашните, пријателите и со колегите. Лутење нема, а се поминува само со априлили. Викендов во Гостивар се одржа 10-тиот настан на клубот на млади поети под наслов Проекции под исто небо. Младите гостиварци од различни етнички заедници кои ги зближува љубовта кон пишаниот збор, повторно се собраа на едно место заеднички да ја слават литературата и уметноста. Клубот на млади поети на град Гостивар функционира многу едноставно, со тоа што ги примаме како членови сите млади над 15 години, кои знаат да творат и кои сакаат да творат. Нашиот клуб им помага нивните трудови да ги промовираат и ајде да откријаме една мала тајна, дека до годишнината планираме да објавиме една стихозбирка со дела од сите поети кои се дел од клубот на млади поети. Гостиварките Афродита Џафери и Емилија Србиновска, кои се дел од клубот од самиот негов почеток, оценуваат дека тоа е нешто што одамна му било потребно на градот и треба да продолжи да се негува. Јас мислам дека одамна на Гостивар му требаше еден клуб, како овој клуб што веќе постои, да речам, 10 месеци. Ова е 10-тиот настан поред и мислам дека е многу убаво чувството да имаш еден круг на други млади поети со кого можеш да споделиш искуства, да споделиш поезии, твоето творештво и едноставно да се чувствуваш дека припадаш некаде. Јас мислам дека како поет во Гостивар ова е нешто многу убаво и се надевам дека оваа традиција на настани ќе продолжи и понатаму. Во овој клуб сите ние тука сме за едно нешто, односно за најголемата љубов која што ја носиме во нашите срца, односно за поезијата која што ја пишуваме. Во овој клуб сите ние имаме заеднички интерес за кој што се стремиме за нашиот град и да му покажеме на сите и да им покажеме на градот и на луѓето кои што се тука дека ние навистина можеме и дека поезијата е едно убаво чувство за кое што треба секој да го почувствува. Овој клуб работи со сите нас заеднички, односно тимски работи, бидејќи ние сите тука сме на едно исто ниво, на едно исто рамниште, да кажам, бидејќи нас сите тука не интересира едно нешто, односно поезијата, како што и кажав. Лично мене ме инспирира најмногу, односно личниот мотив, односно самата јас,
бидејќи најчесто во моите поезии се опишувам самата себе, ги опишувам секојдневниот живот, настаните кои што се случуваат. Поетските настапи, како и на претходните читања, беа надополнети со музички изведби на млади гостиварци. Бензините од ноќеска на полноќ поскапуваат за 2,5 до 3 денари за литар, а цената на дизел горивата се зголемува за половина денар по литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на бензинот Евро Супер БС-95 се зголемува за 2,5 денари и ќе изнесува 68,5 денари за литар, а Евро Супер БС-98 поскапува за 3 денари и ќе чини 70,5 денари за литар. Малопродажните цени на дизелот Евро Дизел и на екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за половина денар и ќе изнесуваат 61, односно 49,5 денари за литар. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за 0,677 денари за килограм се зголемува и малопродажната цена на мазутот М1 и ќе изнесува 33,375 денари. Како причина за зголемувањето на малопродажните цени на нафтените деривати, од Регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 3,53% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,03% повисокиот курс на денарот во однос на доларот. Времето денес беше сончево и топло со слаб до умерен ветер од североисточен правец. Температурите се движеа во интервал од 0 до 22 степени Целзиусови. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Попладне наместа облачноста ќе се зголеми и ќе има локални врнежи од дожд. Ќе дува слаб до умерен југоисточен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 1 до 20 степени Целзиусови.